Падна струмичкиот бизнисмен и кум на Вице Заев Ристо Крмзов. Новинари ги открија милионските бизнис сделки на истиот Вице со набавка на јаглен. За време на енергетската криза се отвори големата афера со компанијата Зобек Майнинг. Екс-директорот кој му пишуваше поезија избега во непознат правец. Полека се стега обрачот околу бизнис релациите на поранешниот премиер Зоран Заев. Сите овие случаи се на некаков начин поврзани за него или неговото семејство. Според новинарот Бранко Геровски, со расветлувањето на сите овие афери, конечно ќе се види кој владел со Македонија и какви всушност се тие луѓе. Бавно, постепено, се надевам вешто, се надевам одговорно и со квалитетна истрага се стега јамката околу врвовите на криминалот поврзани со поранешна власт. Без разлика дали е тоа премиерот лично бивш Зоран Заев, дали се тоа првите луѓе околу него, сите ќе треба да поминат низ тоа чистилиште на правдата и да се види која е нивната реална, вистинска одговорност. Како што е познато, обвинителството за гонење на организиран криминал го сомничи Крмзов, кој е близок со Заев, дека е на врвот на даночната измама, тешка повеќе од 90 милиони евра. Пред неколку месеци, обвинет за злоупотреби при набавки на јаглен е и екс-директорот на РЕК Битола Васко Ковачевски, кој пишуваше песни за тогашниот премиер. Уште една фирма блиска до Заев е под истрага. Станува збор за фирмата Зобек Майнинг. Се истражува дали преку оваа фирма, чиј собственик е близок човек на Заеви, се токмеле тендери во ТИРС и се набавувал скап јаглен за СМ. Истата фирма е дел од истражувањето на ИРЛ, во кое докажаа дека со набавката на јаглен за време на енергетската криза со цели 9 милиони евра профитирала и бугарската фирма на Вице Заев. Геровски вели дека време е поранешната власт на СДСМ да одговара за секоја злоупотреба и криминал. Ке се утврдува и субјективна, директна одговорност. Може би ќе се открие дека луѓето се од власта биле директно замешани и директно профитирале од овие, како да кажам, страшни малверзации во кои се поделени, украдени и од државниот буџет и од други извори милиони, тешки милиони евра. Поврзаноста пак на Зобек Майнинг со опозицијската партија СДСМ води до сегашниот лидер Венко Филипче. Минатата година ИРЛ дојде до фотографија на возило Ауди, кое за време на предизборната кампања го возеше Филипче, а се водеше на име на фирмата Зобек Майнинг. Газдата на Зобек, Енис Колашинац, за ИРЛ потврдил дека возилото било земено на лизинг за компанијата, но денес е во лична сопственост на Филипче.